Владата преку графички приказ и црташе на јавноста колкав ќе биде јавниот долг и ја уверуваше дека бројката од 6 милиарди евра колку би стасал годинава не била толку страшна. Министерката за финансии објасни дека јавниот долг за 2020 ќе стигне до 6 милиарди евра, што во проценти би значило од сегашните 48,9 на 50,4% од бруто домашниот производ, колку што било предвидено во фискалната стратегија. Колку се очекува се зголеми, ако имаме предвид дека е 50,4% од БДП, би изнесувал нешто околу 6 милиарди евра од прилика. Значи, зборуваме за 50,4% од проектиран БДП, односно растот на проектираниот БДП изнесува 3,8% или БДП околу 12 милиарди евра. За Нина Ангеловска јавниот долг е стабилизиран и покрај тоа што за само 3 месеци се зголеми од 47,7 на 48,9% од БДП и истиот ќе продолжи да расте и во иднина. Таа смета дека е добро што не се надминал пропишаниот лимит во фискалната стратегија. Кога ја презентираше новата алатка за јавен долг на интернет платформа Отворени финансии, таа дури и ги искара новинарите околу известувањето. Сметам дека навистина ќе биде добра аналитичка алатка за вас, медиумите. И ве поканувам сите секако да ја погледнувате и да ја користите при пишување на вашите текстови. Проверувајте, читајте што е точно, што е популистичка, извртана или лажна вест. Инаку годинава владата планира да се задолжи од странски извори за 592 милиони евра, а за отплата стигнуваат 439 милиони евра по основ на странски долгови, што значи дека нето задолжувањето ќе изнесува 153 милиони евра. Од домашни извори задолжувањето ќе изнесува 447 милиони евра, а раздолжувањето 265 милиони, што значи дека нето задолжувањето ќе изнесува 182 милиони евра, или вкупно по двата основа нето задолжување ќе изнесува 335 милиони евра, што значи дека јавниот долг за секој граѓанин поединечно покажува податокот дека секој од нас должи по околу 3000 евра.